Град Скопје уште од 2011 година ја започна битката со загаденоста на воздухот, односно уште од 2011 година постави автоматски мерачи на улица Македонија за мерење на тешките и штетни супстанции во воздухот. А веќе пред неколку дена беа презентирани 3 студии и документи според кои како најтешки и најголеми загадувачи се домакинствата, односно секако домакинствата кои што се греат на дрва. Тука се и автомобилите, односно сообраќајот, а и тешката индустрија. Мораме да кажеме дека град Скопје во тек, односно превзема мерки, односно во тек се неколку активности. Тука се редовното прскање на улиците со средството калциум, магнезиум, ацетат. Се воведе и посебен сообраќајен режим за тешките товарни возила со цел да ја користат обиколницата, а воедно имаме и бесплатен автобуски превоз за повозрасните граѓани, студентите, учениците, како и дел од останатите граѓани. Се набавија и нови 300 автобуси со Евро 5 и Евро 4 мотори, а мораме да кажеме како дел од мерките е тоа што се градат и се доградуваат велосипедските патеки, како дел од проектот Скопје Велоград 2017 година. Тука и проектот изнајмување велосипеди, но мораме да напоменеме дека град Скопје е еден од првите градови кои што набави електроавтомобили, електровелосипеди и електроскутери. И секако покрај денот на дрвото, тука се и останатите 364 денови со кои што се пошумува околината и се засадуваат зелени садници и да не ги заборавиме субвенциите за набавка на печки на пелети. Секако, како што кажав, пред неколку дена и град Скопје излезе со 3 важни студии и документи, според кои во 2017 година се очекува да се потрошат повеќе од 4 милиони евра со цел да дишеме чист воздух, односно да се победи во битката со загаденоста на воздухот, а како дел од мерките кои што ќе се превземат се тука. Тука се нови зелени површини и посадување на нови дрва, односно 80 милиони денари, субвенции на граѓаните за набавка на печки на пелети, кои што секако рековме ќе продолжат и наредната година, тоа се 10 милиони денари, извршување на разни мерења и изработка на интегрирани дозволи 1 милион денар. За 2017 година предвидени се 152 милиони денари за организиран превоз и користење пред се на јавниот превоз од повозрасните граѓани, студентите, учениците и граѓаните со посебни потреби, а исто така да не го заборавиме и проектот за набавката на 50 електрични автобуси, минибуси и двојните хармоника автобуси, на проект кој што ќе чини повеќе од 15 милиони евра. Со ова можеме да видиме дека град Скопје во тек превзема мерки, но и секако планирани се идни активности и мерки за намалување на загаденоста на воздухот.